Македонија и Грција вчера се договорија за спорот со името. Прифатено е Република Северна Македонија за севкупна употреба. Оваа вест грчките медиуми ја пренесуваат како огромен успех на грчката дипломатија, а и македонскиот преговарачки тим на чело со премиерот Зоран Заев вчера рече дека се задоволни од исходот. Негативни реакции ова предизвика кај опозициите на двете земји, но и македонскиот председател кој утрово ја напушти средбата со премиерот Заев и министерот за надворешни работи Димитров во вилата Водно. Планот е во четврток на влада да донесеме одлука за овој договор и согласно тоа викендот се надеваме дека ќе можеме да организираме средба. Беше најавено дека ќе биде тоа преспа, се уште не е утврдено, штом ќе утврдиме, ние веднаш тоа ќе го соопштиме, но веројатно петок, сабота, недела, понеделник. Овие денови некаде планираме тоа да го завршиме. Секако референдумот е планиран есента. При успешен референдум тоа значи давање подршка од страна на граѓаните, она што е најважно, она што го ветивме. Очекуваме уставните измени да се случат, а согласно тоа после уставните измени да ратификува грчкиот парламент и договорот и протоколот за полноправното членство во НАТО. Грција го прифати македонскиот идентитет, го прифати македонскиот јазик. Тоа е голема работа за нас. Секако фер шанса создадовме и разделивме хеленистичка Македонија од наша Македонија, но имаме прифатено македонски јазик, Macedonian language на сите јазици, имаме nationality Macedonian / citizens of North Macedonia или македонци кроз граѓани на Република Северна Македонија, заради тоа што ние сме во државата и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, тоа е државјанството, тоа е граѓанството. Внатре комплетно е потврден идентитетот на нашата земја и го прифативме ние фактот дека од историскиот дел на таа историска Македонија ние сме северниот дел. И тоа е факт, и тоа е прецизирање на нашето име. Дали референдумот ќе биде консултативен или задолжителен? Ќе одлучиме веројатно во процесот што доаѓа пред нас. Уставот ги дава двете варијанти, но и да биде задолжителен, директно ќе значи задолжение за институциите на државата. Но и да биде консултативен, истовремено повторно ќе значи задолжение за институциите на државата. Верувам дека институциите заедно ќе одлучиме како тоа ќе биде, но во секој случај конечниот збор за овој договор ќе го кажат граѓаните. Според објавените точки во грчките медиуми, од уставот ќе бидат избришани сите ирационални референци во кои спаѓаат членовите за заштита на македонските малцинства во соседните земји, на заштитата на границите и сите имплицитни историски референци на иридентистички ставови во преамбулата на уставот. Договорот предвидува дека државјанството во Северна Македонија ќе биде македонско, државјанин на Република Северна Македонија. Овој унифициран термин го заменува простото македонско во моментот на патните исправи, така што тоа е подобрување според грчките медиуми. Грција ќе го признае државјанството како граѓани на Северна Македонија. Се забележува дека поимот националност е различен од етничката припадност и како резултат на тоа договорот не ја признава нацијата, туку правото на самоидентификација на граѓаните на соседот. Со овој договор, велат грчките медиуми, ја земаме назад нашата историја, символи и традиција, бидејќи се прифаќа разликата меѓу грчките македонци, нивната древна грчка култура, нивниот јазик и регионот во кој живеат и народот на таа земја со своја историја, јазични и културни карактеристики од друга страна. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски вчера го оцени договорот постигнат меѓу Заев и Ципрас како капитулација. Тој го обвини Заев дека на шверцерски начин го постигнал договорот со Грција. Единствено што се случи денеска е телефонскиот разговор кој што го имав со Зоран Заев. Веднаш по постигнувањето на договорот со неговиот грчки колега Ципрас. Во суштина, навестениот така наречен договор е прифаќање на сите грчки позиции и во својата основа не може да се нарече ништо повеќе од така наречен договор. Ако постигнатиот така наречен договор на Зоран Заев е прифаќање на промена на уставот и внатрешна и надворешна употреба на новото име, тогаш
Тоа е договор на Зоран Заев за капитулација. Повторувам, договор за капитулација. Лошиот исход е резултат само поради единствена причина, а тоа е неспособноста на Зоран Заев и невештата дипломатија која што ја водеше во изминатиот период. Зоран Заев покажа нестабилност, недостоинственост, покажа и континуирана променливост на сопствените лични ставови, недостоинствено за премиер на држава. Најпрво беше против промена на уставот, потоа прифати географска одредница, за да подоцна и убедува македонската јавност дека со промена на уставот и решението Илинденска Македонија го потврдува идентитетот. Со ова го испрати министерот за надворешни работи и гордо пред македонската јавност кажуваше дека друго решение за него е неприфатливо. Се очекува до крајот на денот председателот Иванов да се обрати на нацијата и да ги соопшти своите ставови.